Постојаното силно подкопување на кредибилноста на институциите со неверојатни бесмислени пропусти доживеува епохални размери. Последно во низот е принудното цензурирање на поетската слобода, која се разбира е неограничена, но само ако за ширењето на личните фрустрации на авторите не се должни да плаќаат граѓаните. Впечатокот дека власта се уште не успева да ги пофаќа конците е неподелен. Не ви чинија латката. Извини тоа е. Не им чинат латките, па сега кој како сака нека ме свати. Никако освен како неверојатно символично не може да се свати ниту проблемот при отварањето на новиот објект кој на површина изнесе системската мака со која се соочува судството. Толку силно му гори под нозете што се додека конечно не се најде јунак што ќе ја спаси правдата. Апаратите за тревога продолжуваат непрекинато да сигнализираат опасност од опожарување. Да се изгасува. Ало, јас те слушам. Ова нема да се изгаси. Не, побува да ги слушате. Не знам. Од струга. Нека се. Каз дека зградата функционира. Во меѓувреме пратени се луѓе кои што ќе го исклучат алармот, така да нема да ни пречи, особено кога ќе биде времето за коктел. А баш тие коктели и банкети, тие западни форми на социализација го вклучуваат алармот кај самопрогласените чувари на македонштината. Безпредметно загрижени дека некој ќе и наштети на незината посебност. Тие со сета сериозност го изразуваат стравувањето дека освен традиционалниот и генетски, во опасност е доведен и нашиот човечки род. Кога ќе ни го променат идентитетот, ни тоа кафе што го пијат нема го пијат така. Затоа што во странство не пијат кафе, не мезат, не го живеат овој начин на живот ние што го правиме. Таму тие се роботи. Автомат никако не може да биде оној што на секаков начин се труди да си ја задржи веродостојноста, па на мигови својот идентитет го крепи на воинствена античка сила, а својата мекост ја покажува потпирајќи се на кротката словенска душа. Тој миг знае да делува премногу збунувачки, па и да предизвика толку стравичен крах, при кој сосема се губи присебноста. А зај кој се извинувам, ние така македонците го викаме, земјоделец, тој значи има документ дека е ненормален и не знае што збори. Пренесете во вашата Русија дека нас психопати, ненормални, хибриди не водат. И затоа треба да паднат. А ќе паднат ако вие дојдите на нашава почва, а ние ќе ве дочекаме. Ви благодарам. Русија! Малиот одбор за дочек ќе станува уште поневидлив, оти никој повеќе не им верува на класичните северноисточни шеми, изработени од поттикнувачите кои се кријат зад минорната дружина. Дури и статистичките показатели јасно укажуваат на драстичниот пат на трендот на оние што се подготвени да бидат стрижени на ваков начин. Од 2 милиони овци до 93-та, од 93-та навамо сме стасали до 300 до 400 илјади овци. Може би бројката не е за подценување, но се е поголема свеста дека патот по кој се оди е таков, нерамен и со препреки. Затоа е потребно постојано да се интервенира, за да нема никакво застранување од зацртаната рута. По нашки народно кажано има румби-тумби, но ние се заземавме ова да се исправи и ќе се исправи. И на крајот, се засилува главоболката по најавите дека ќе бидат исправени кадровските румби-тумби. Се бара лек. Налгинч или диапазам, диазапам. Ова е за привремено смирување. Главата се спасува само ако се отстранат деловите од телото, во кој веќе не циркулира живот за сите, освен за нив.